Пчеларите од истокот заинтересирани за производство на пчелин отров велат дека тоа е профитабилен бизнис од кој добро може да заработат и дека овој пчелин производ е вреден како злато. Затоа се стремат кон едукација за што поскоро производството да го воведат и во пракса. Најново што сега се дешава е собирањето на пчелин отров, кој кај нас уште го нема, но претпоставувам дека во наредните години ќе почнеме да ги купуваме самите инструменти со индуктивна струја за да можеме да го вадиме пчелини отров кој е кажано дека е поскап од 1 кило пчелин отров е поскап од кило злато. Тоа е докажано. Сега самата едукација ни треба, верувам дека во наредните временски периоди ќе почнеме да имаме предавање на собирање на пчелин отров, на кој начин, како треба да се зачува, дали треба уладилници, со кои инструменти и така натаму. Колку македонските пчелари се подготвени да го прифатат овој тренд и да заработат од него ќе покаже времето. Пчелари во Србија најдоа пласман во сад каде нескапиот пчелин производ се бара во козметичката индустрија и медицината. Тој наоѓа примена во лекувањето на повеќе болести, меѓу кои на Паркинсовата болест, Ходжкинсовата болест и мултиплекс склерозата. Пчелиниот отров ќе се бара повеќе, имајќи ги во предвид истражувањата кои покажале дека делува токсично на канцерогените клетки. Од овој бизнис најмногу профитираат Русија и Кина, кои се сметаат за лидери во производството на отров од пчели во светот. Процесот на производство на отровот од пчела трае 45 минути. За да се добие 1 грам потребни се 15 пчелини колонии, кои морат 1000 пати да боцнат. Процесот не е едноставен, затоа пчелиниот отров како лек е скап. 100 грама пчелин отров на пазарот се продава по цена од $7.000 или чини околу 5500 евра.